Благодарам, подпредседателя. Се ближат локалните избори и Социјалдемократскиот сојуз почнува со модифицирање на закони, прилагодувајќи ги на своите потреби. Веќе во изминативе 4 години СДСМ покажаа дека не се интересираат за граѓаните, не ги интересира дека долговите кои ги прават за зачувување на фотели треба да ги плаќаат граѓаните на Република Македонија. Еве, и за да го покријат неработењето на градоначалниците на власта, денес на дневен ред имаме Закон за финансирање на единиците на локална самоуправа, нормално по скратена постапка, чим нешто се заскрива или се носи нешто криминално, се носи во собраниево по скратена постапка. Закон со кој или во кој власта признава дека приходите на општините се катастрофални и дека го носат овој закон со важење само во 2021 година, да може градоначалниците пред локални избори, народски кажано, да ги дозаглават општините, а заскривајќи се зад пандемијата која што коси околу нас. Работа никако, ама начини како да се зачуваат фотелите не се одбираат. Да се подсетиме. Почитувани колеги, Тевдовски како реформа го промовираше законот кој беше донесен во 2018 година, со кој максималното ниво на финансирање на општините беше 10%. Исто така тогаш власта си донесе закон со кој на општините им дадоа 50 милиони евра. Тие пари беа наменети за исплаќање на долгови на општините. Кога се донесе овој закон, единиците на локални самоуправи должеа 97 милиони евра. А денес долгот на општините е 70 милиони евра. Значи 50 милиони евра беа дадени за исплата на долгови. Ако од тие 97 се исплатиле 50 милиони евра, долгот се намалил на 47 милиони евра. А денес долгот е 70 милиони евра. Значи овие неработници, кои ништо не сработија за 4 години, и покрај тоа што им поклонија од владата пари на граѓаните, повторно за 2 години креирале нов долг од плюс 23 милиони евра. Со овој закон, претходно споменат, општините или имаат обврска да го информираат собранието за тоа што исплатиле од долговите. Но често во моите обраќања споменувам дека оваа власт не чувствува потреба да почитува закони, дури и оние кои што сама ги носи. Тоест, за оваа власт законите во Република Македонија не важат. До ден денес општините немаат пуштено извештај за што и како ги потрошија овие 50 милиони евра. Денешниот закон се вели дека се предлага заради тоа што општинските каси речиси не се полнат. Многу мал број средства влегуваат од данок на имот. Главно средства влегуваат во општините од данок на имот и од надоме за уредување на градежно земјиште, меѓутоа, како што слушам и од колегите, заради тоа што не се издаваат одобренија за градење во цела Македонија, не влегуваат пари ни од надоме за уредување на градежно земјиште, токму заради тоа што локалните функционери на СДСМ станаа всушност шефови на локалните урбанистички мафии во одредени општини. Ова е дел од забелешките дадени од Светска банка, која што обрнува внимание на превработеноста во општините и локалните самоуправи како една од причините за лошата финансиска состојба на општините. Но без разлика што со ова законско решение ќе им дадете повторно пари на градоначалниците неработници, да јасно е од истите нема да го сработат ветеното во 2017 година, ами само ќе фрлат залудно пари на граѓаните. Имено истите тие ветуваа нови училишта, нови градинки, нови игралишта, нови базени, нови театри, нови рекреативни центри, ветуваа канализации, нови улици, нови локални патишта. На 7 месеци до локални избори нема ништо од тоа што СДСМ го ветуваше во 2017 година. Ама, почитувани колеги, почитувана јавност, еве, например, ние во Прилеп имаме мовче во должина од 20 на метри, кое што не чинеше нас прилепчани 800.000 евра. Изгледа планираат нова лага сега со средствата кои што ќе ги добијат, па да ветуваат на прилепчани дека Темза ќе донесат да тече низ Прилеп, заради тоа што ваков мост нели од 800.000 евра одговара на Темза. Или пак прилепчани
или на Прилепчани, оваа локална власт предводена од СДСМ ни купи 4 автобуси на метан, кои што замислите се уште се полнат во Битола, а во вредност од 1 милион евра. Во Прилеп СДСМ купи 4 автобуси за 1 милион евра, а исти такви автобуси општина Тетово купи 5 за 720.000 евра. Истата фирма е добавувач на овие автобуси. Значи, во Тетово еден автобус преку истата фирма чини 144.000 евра, а во Прилеп еден автобус чини 250.000 евра. И еве ја користам оваа можност да упатам апел до министерот за антикорупција, наместо да брои колку вода испиле нивните функционери, градоначалници, министри или што и да се, ами да каже во чии џебови завршиле парите од набавка на овие автобуси во Прилеп. И замислете, информација која што ја добив викендов, секоја недела овие нови автобуси купени трошеле плюс по 5 литри масло. А можам да ви кажам дека повеќе се расипани отколку што се движат низ Прилеп. Еве за тоа се потрошени нашите пари на прилепчани, или пак, почитувана јавност, почитувани колеги, заслужувате да знаете дека на криминалот во Прилеп му нема крај. Во Прилеп наместија и набавија сообраќајни издаци од кои што еден чини 53.000 евра. Мислам дека тоа го нема никаде на друго место во Македонија. Еден сообраќајен знак во општина Прилеп чини 53.000 евра. Почитувани, токму поради 53.000 евра за не. Почитувани, токму поради овој и претходно изгласаните закони, локалните власти се однесуваат како локални мафијаши. Со овој закон се овозможува градоначалниците да го зголемат буџетот на товар на граѓаните. А после локални избори, почитувана јавност, веќе од 1.1.2022 година се ја најавува покачување на данокот на имот. Она што е очевидно и очигледно со овој закон е дека општините, тоест граѓаните, во наредниве месеци ќе бидат обременети со непродуктивни трошоци. Почитувани, во моментов долгот на Република Македонија е 60,7% од БДП или над 4 милиарди евра. Тоест, оваа власт за 2 години ја задолжи државата за 2 милиарди евра. Со овој закон кој денес е пред нас, со кој се планира пораст од 50% на порастот на сопствените приходи на основниот буџет во однос на просечно остварените приходи во последните 3 години, иако немаат пари, локалните самоуправи ќе се задолжат уште повеќе, а со тоа сигурно ќе биде за неколку месеци долгот на општините, односно долгот на државата зголемен за над 5 милиарди евра. И на крај имам едно прашање до колегите кои што прифатиле да го поднесат овој предлог закона, ниту еден од нив не се јави за збор по однос на законот. Имено вчера во медиумите излезе информација за тоа колку приходи имаат општините од данок на имот, всушност и од тоа главно, како што казав, се финансираат општините. Па само ќе напоменам, например, општина Центар собирала околу 2,3 милиони евра годишно, а општина Рачиново 0. Односно, општина Рачиново, например, не наплаќала данок на имот. Прашањето е дали ќе ги наградувате со овој закон градоначалниците кои што не си ја работат работата, или пак каков ви е планот за општините кои што не прибираат приходи, нема да важи овој закон ќе важи селективно. Редно е од тие кои што го предложиле да слушниме објаснување по однос на оваа информација која што вчера излезе во македонската јавност. Меѓутоа, за жал, целта е очигледна. Неработењето на градоначалниците ќе се обидете да го покриете со овој закон, при што ќе пробате да направите една грешна слика пред граѓаните и истите овие градоначалници кои што за неколку месеци ќе си одат, ќе остават уште поголеми долгови кои што за жал ќе ги исплаќаат, односно нема да можат да работат тие што ќе дојдат после нив, а за жал долговите ќе ги плаќаат единствено граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам.